Ги следите регионалните вести на Кисименада телевизија. Ова се насловите за денес. Лекарите со апел до сите граѓани да ги почитуваат мерките и препораките со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Вчера изгореа 30 возила во отпад кај Непроштено. Патот кон рекреативното место Бањиче се уште не е обезбеден. Во општина Тетово денес се одржа првиот состанок на кризниот штаб за превенција итни случаи на коронавирус. Владата пак планира серија поригорозни мерки во таа насока. На состанокот на кој присуствувале представници од општина Тетово, СВР Тетово, Клиничката болница, Центарот за јавно здравје, Регионалниот центар за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, ЈКП Тетово и Територијалната противпожарна единица, биле донесени неколку заклучоци и препораки во насока на превенција од ширење на COVID-19. Според договореното, утре ќе започне дезинфекција и дератизација на јавни места и објекти на територијата на општина Тетово. Општина Тетово ќе го минимизира бројот на административен персонал и ќе ги ослободи од работа ранливите категории граѓани. Оттаму уште еднаш потсетуваат да се почитуваат препораките на надлежните здравствени власти, а во случаи со висока температура и типична симптоматологија, граѓаните не треба да излегуваат од своите живеалишта, туку итно да се јават на телефонскиот број на Центарот за јавно здравје 075 240 464. Инаку владата планира уште една серија поригорозни мерки со кои треба да се спречи ширењето на коронавирусот во земјава. Прво, забрана на сите јавни и приватни собери без разлика на обемот и бројката на учесници, концерти, театри, кина, спортски сали, теретани. Понатаму кафетериите и рестораните да работат со скратено работно време до 18 часот и тоа внатре капацитетот да биде преполовен, значи да се задржи дистанцата од 1,5 метри до 2 помеѓу луѓето кои што престојуваат таму. Понатаму да се откажат сите закажани сите кинопроекции, театарски представи и концерти. Во разговор со сите јавно-здравствени установи се откажуваат сите хронични пациенти кои што може да чија што интервенција претходно закажана може да се одложи, ќе има само итни и неодложни хируршки интервенции, истото важи и за прегледите. Една дополнителна мерка е продолжувањето на терапијата на хроничните пациенти за кои што до сега требаше да одат на лекар-специјалист. Од следните денови ќе може да го прават и на матичниот лекар, зашто Фондот за здравствено осигурување ќе направи измена во правилникот. Министерот Филипче информираше дека од 9 пациенти кои имаат коронавируси се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести, 6 се во стабилна здравствена состојба, а кај 3 од нив има лесно влошување, што значи имаат потежнато дишење, но се уште не е потребна респираторна поддршка. 3 се на возраст над 65 години. Лекарите со апел до сите граѓани да ги почитуваат мерките и препораките на Министерството за здравство, со цел да се спречи ширењето на коронавирусот, да се одржува темелна хигиена, да не се преполнуваат амбулантите и да се следат информациите од релевантни извори. По воведувањето на новите мерки од страна на Министерството за здравство заради ширењето на коронавирусот, сите воспитно-образовни установи се празни. Наставата нема да се одржува до 24 март, додека не се донесат нови одлуки. На својата должност доследни се здравствените работници и лекарите, кои во моментов апелираат сите да ги почитуваат препораките и мерките. Согласно препораките на Министерството за здравство и Светската здравствена организација, најдобрата заштита од епидемијата на коронавирусот се уште е засилување на хигиенските мерки. Што значи тоа? Зачистено миење на рацете, после секој контакт со интерперсонален контакт или контакт со јавни површини, миење на рацете со сапун најмалку 20 секунди или дезинфицирање со
алкохол. Лекарите уште еднаш нагласуваат граѓаните да не ги полнат амбулантите за секоја потреба, туку да комуницираат преку телефон или по електронски пат. Апелирам максимално да се ограничи посетата на медицинските установи во овој период за проблеми кои не се од медицинска итност или пак да се користат алтернативни начини на комуникација со медицинскиот персонал преку телефони и социјални мрежи. И апелирам до општите лекари и до сите здравствени организации да се направат достапни, подостапни на пациентите преку овие алтернативни начини на комуникација, пред се преку телефон, но и преку социјалните мрежи. Бидејќи наставата е прекината, родителите се советуваат да не ги носат децата во игротеки и слични места. Се препорачува кратко излегување на отворено, без формирање на големи групи на луѓе, како и ограничен контакт. Доктор Тимосије потенцира и дека од суштинско значење е да се следат релевантните извори, како што е Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Тој укажува граѓаните да остануваат дома кога чувствуваат одредени симптоми. Појавата на коронавирусот соодветствува временски со зачестени горнореспираторни инфекции. Видовме, имавме засилена појава на грип. Горнореспираторните симптоми ќе бидат чести. Главното разграничување би било според епидемиолошката анамнеза. Што значи тоа? Сите кои биле во контакт со луѓе кои патувале од загрозените подрачја или сите кои што се сомневаат дека можеби имаат коронавирус, да останат дома, да ги следат своите симптоми и да се јават на броевите назначени од Министерството за здравство во центрите за јавно здравје низ државата и во Тетово и Гостивар. И за сите други настинки и за сите други симптоми за кои можеби не се сомневаме дека се коронавирус, би било паметно првично да не се доаѓа во здравствените установи, туку да се почека или да се јават кај своите избрани лекари за консултација. Па ако детето нема температура, само кашла, има течење на носот, најверојатно станува збор за некоја безазлена вироза што само од себе ќе помине и посетата на доктор нема ништо да помогне или да го смени тој природен ток. Телефонските броеви на центрите за јавно здравје кои постојано се достапни се 075 240 464 за Тетово и 076 365 161 за Гостивар. Престојните парламентарни избори, како и актуелните состојби во Гостиварската општина, беа главни теми на разговор на денешната средба меѓу градоначалникот Арбен Таравари и амбасадорот на Франција Кристијан Тимоние. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоние денес беше во посета на општина Гостивар, каде оствари средба со градоначалникот Арбен Таравари. Главни теми на разговор беа престојните парламентарни избори, како и актуелните состојби во Гостиварската општина. Денеска зборувавме околу проблемите во општина Гостивар, идните проекти, меѓутоа зборувавме и за идните избори, бидејќи сега тоа е актуелно. Нормално се согласивме дека треба да бидат фер и демократски, дека Македонија полека, бидејќи чекори веќе кон Европската Унија, треба да покаже дека има такви капацитети, а изборите се еден таков испит на кој што треба да поминеме успешно. Амбасадорот Тимоние од Гостивар испрати порака политичките партии да бидат коректни во кампањата, а граѓаните да излезат на гласање. Изборите се многу важни за консолидација на угледот на Република Северна Македонија, како земја каде критериумите за фер и демократски избори ќе се почитуваат. Тоа е основата за европскиот пат. Се надеваме дека кампањата ќе се одвива како што треба, со почитување на критериумите. Однесувањето на политичките партии на терен треба да биде за пример. Учеството на граѓаните во изборите е многу значајно, затоа што на таков начин тие учествуваат во креирањето на легитимноста на институциите. Средбата Тимоние Таравари во кабинетот на градоначалникот траеше околу 1 час. На масата, освен вообичаеното чоколади и вода за честење на гостите, овој пат се најде и средство за дезинфекција на рацете, поради актуелната состојба и мерките против коронавирус.
Амбасадорот на Франција во земјава Кристијан Тимоние оствари средба и со председателот на ДПА Мендух Тачи. Ова е една од средбите кои Тимоние планира да ги реализира со представниците на политичките партии во земјава. Оваа посета е во рамки на сите други организирани средби со сите други политички партии во земјава и во врска со започнувањето на предизборната кампања. Желбата на Франција овие избори да бидат што повеќе демократски и транспарентни. Ова ќе биде еден чекор плюс за пристапување кон Европската унија, што се однесува до моменталната состојба со коронавирусот. Ќе се мобилизираме што е можно повеќе, со цел да имаме успешни демократски избори, без разлика на условите и мерките кои се предвидени. Во голем пожар вчера попладне изгореа 30 возила покрај регионалниот пат Тетово-Јажинце. Пожарникарите со апел за поголема внимателност во насока на превенција од пожари. Вчера попладне во складиште за отпад на возила во голем пожар изгореа 30 возила. Складиштето е лоцирано во атарот на село Непроштено, покрај регионалниот пат Тетово-Јажинце. Територијалната противпожарна единица од Тетово интервенираше со 4 противпожарни возила. Оттаму велат дека по повикот веднаш се упатиле на местото на пожарот, каде пламените јазици биле високи 30 метри. По 2 часа пожарот бил локализиран, односно не било дозволено истиот да се прошири кон соседните објекти. Апелите на тетовските пожарникари се секогаш во насока на превенција од пожари, за поголема безбедност на граѓаните. Човекот фактор е причинител на појавување на пожар, значи од невнимание, од недржање на нашите апели што ги даваме секогаш кон нашите граѓани да бидат внимателни, да се чуват, па да не фрлат од пушоци, од цигари, па да ги контролират своите возила, но да ги контролират и апаратите, кучните апарати, значи дома, што ги поседуваат. Имаме случаи кај што се појавуваат пожари на не знаејќи, значи од човечкиот фактор и од плинските боци, кај што често пати ние сме рекле дека има што се продават плински боци, сега од каде доаѓаат не знаем, но са во рацете на и во употреба на кај нашите граѓани во Тетово и пошироко, значи немат ни декларација, немат ни упатство за употреба како се употребуваат, ни сигурности вентили и доаѓа до појавување на пожар бидејќи тие не се сигурни. Апелот се однесува и на земјоделците кои интензивно се подготвуваат за пролетната сеидба и ги чистат и палат отпадоците и стрништата на нивите. Патот кон рекреативното место Бањиче се уште не е обезбеден. Ерозивните процеси се честа појава после секој пороен дожд. Ваква е сликата кон рекреативното место Бањиче после секој пороен дожд. Земјата ерозира, одрони од камењи земја го попречуваат движењето на пешаците и возачите. Овој потпорен зид дош локалниот пат Тетово Бањиче беше поставен пред околу 2 години откако се реконструираше овој коловоз. Меѓутоа при секој ерозивен процес потпорниот зид се навалува кон улицата, представувајќи опасност и за возачите и за пешаците. Тетовци кои често го користат ова рекреативно место, бараат што поскоро да се преземат превентивни мерки за поголема безбедност на Бањиче, кој е меѓу ретките подрачја за одмор и рекреација. Може некоја кола да пројде, да помине и отиде во улице. Има и одрони. Видиш, чисте, вчера чисте, овде све озгора, све одрони. Да, треба да се заштити, како што гледате, има многу луѓе кои што одат и го користат рекреативното место. Има одрон на камења, на земја, има спраѓа, сообраќај, има доста луѓе да пешки. Може све да се деси, Бог да чува. Треба некои потпорни зидови, ама некако овие што се ставени. Индијански наместено свето. Треба, безбедност нема голема. Тоа е, низ Тетово, низ Македонија, тоа е. Не дај Боже некој да погине. После све касне да се намести и зидови да става потпорни, све касно.
Патот кон рекреативното место Бањече започна да се реконструира пред 4 години. Поставен е нов асфалт, тротоар и улично осветлување. Кога се изведуваа градежните работи, геолозите предупредуваа дека изведувачот има одредени пропусти во работата. Според нив, патот се проширува на сметка на планината, која наместо со благи сурива со стрмни косини. Сето тоа создава нестабилен терен со одрони и чести ерозивни процеси. Од општина Тетово вела дека за санации за обезбедување на патот кон местноста Бањиче изготвен проект во соработка со Министерството за животна средина, но со оглед на тоа дека подпорните ѕидови бараат големи средства за нивна изградба, во процес сме на изнаоѓање на финансии за таа намена. Отаму додадоа дека нивни екипи редовно ги отстрануваат од дроните. Апелираат граѓаните да внимаваат кога се движат, посебно на местата каде се уште не се поставени подпорните ѕидови. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Приведени 40-годишен тетовец и неговиот малолетен син, кои вчера физички нападнале полициски службеник кој вршел службени дејствија, а кој претходно го запрел нивното возило и му побарал на возачот документи за идентификација. Двете лица се задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Поради сомнение за инволвираност во тешка кражба, вчера лишени од слобода се 3 лица од Тетовска горна лешница на возраст од 19, 20 и 31 година. При претрес извршен претходно во домот на едниот од нив, пронајдена е моторна пила и разновиден алат. 36-годишна жителка на Тетовско село пак вчера пријавила дека додека со сопругот и неговата сестра биле во посета кај незиниот татко во Гостивар, по претходна вербална расправија физички била нападната од таткото, братот и сестрата. Лицата се лишени од слобода и задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Вчера на регионалниот пат Јажинце Тетово во Тетовско Непроштено автомобил управуван од 26-годишникот Непроштено изгубил контрола и излетал од коловоз. Во незгодата 52-годишна сопатничка во возилото од истото село се здобила со тешки, а возачот завршил со телесни повреди. И двајцата се пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Во најновата акцијска контрола на полицијата на поширокото Тетовско подрачје, вчера биле опфатени 113 возила со фолии на стаклата, од кои на 78 возачите сами ги отстраниле фолиите, а на 8 ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. На неодамнешното државно карате првенство за деца, членови на карате клубот Асијарт од Гостивар освоија 2 златни и 2 сребрени медали. Тие денес од градоначалникот Таравари добија пофалници. Младите каратисти од клубот Асијарт од Гостивар, кои освоија медали на неодамнешното државно карате првенство за деца, беа на пријам кај градоначалникот Арбен Таравари. За спортскиот успех добија честитки и пофалници. Денеска ми беше чест и задоволство да ми бидат гости 4 шампиони од Гостивар, млади шампиони, кои што на државниот надпревар за карате добија 2 златни медали и 2 сребрени медали. Сите под водство на нивниот тренер Берад Јакупи, инаку клубот Азијарт. Ние како гостиварчани сме многу горди на овие млади спортисти, кои се надеваме ќе одат по патот на нивниот тренер, кој што веќе е познат во нашата држава, во регионот, меѓутоа со што не и подалеку во Европа. Поддршката од институциите е многу значајна за младите спортисти кои на таков начин се мотивираат да продолжат да работат за нови успеси, рече тренерот Берат Јакупи. Овие спортисти треба да продолжуваат со успеси, а кога веќе се почитувани од општината или од институциите, нормално дека овие имат поголема мотивација за да вежбат, за да продолжат со успеси. Ние како клуб на ова државно првенство освоивме 4 медали, 2 злати и 2 сребрени медали. Со успехот на овој турнир, на ова првенство, на овие деца му се обозможуваат за да учествуваат на Балканското првенство во Истанбул ова година. На првенството Амина Абдураими и Редон Сейфули освоија златни,
додека Сейдула Фидани и Ермал Имери сребрени медали. Половичен успех за тетовските екипи на надпреварите од 23-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Фудбалските прволигаши вчера ги одиграа надпреварите од 23-тото коло. Фудбалерите на Ренова на гостински терен ја совладаа Академија Пандев со 0:1, со голот на Башкин Велија во 38-та минута. Шкендија на домашен терен изненадувачки загуби од Работнички со 0:1. Голот на гостите всушност беше автогол на домашниот голман Захов. На останатите надпревари Вардар е соглада Струга Тримљум со 1:0. Борец на гости беше подобар од Македонија Ѓорче Петров со 0:2, додека Шкупи и Силекс ремизираа 1:1. Тренерот на Работнички Радко Достанич и капитенот тетовецот Горан Силјановски веднаш после победата на Шкендија го изразија своето задоволство од играта, но и од резултатот. Додека тренерот на домашните Ернест Ѓока не беше расположен за средба со новинарите после неочекуваниот домашен пораз. Прво мислам да сме играли со еден од најквалитетнijih екипа. Знамо да Шкендија има многу добри играчи. Ја у Работничком, често мои играчи ме изгинули су на терену, дисциплиновани, дају свој од себе, дају више од својих могуćности. Што се тиче целе ситуација, нисам ја променio Работнички. То су играчи кои прихватају рад, прихватају начин тренирање и свега остало, го дају максимум од себе и тој е клjuč. Ако pričamo o tome, pre mogu da pričamo o jednoj porodici koja je Работнички, gde svi ljudi od predsjednika do ekonoma kluba, svi živimo za klub i dajemo sve od sebe da napravimo rezultate. Još uvek mi smo daleko od onoga cilja što imamo, a to je opstanak u ligi. To nam je u ovom trenutku najvažnije. Mislim дека секој го даде максимумот од своите играчи. Од моите играчи, мислам дека Шкендија не направи ни една посериозна шанса, изгинавме еден за друг и мислам дека повеќе ја посекувавме оваа победа, која што не дигна малце до опасната зона, да речем. После овие добри резултати стоиме цврсто на земја, прво да го избориме тој опстанок, што се вика, и гледаме дека табелата е многу изедначена. На табелата Вардар останува прв со 46 бодови, дури 10 повеќе од второпласираниот Силекс. Шкендија сега е трета со 35 поени, додека веднаш позади нив на четвртото место е Ренова со 31 бод. Овде е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисименада телевизија. Пријатно!